Задушница е ден кога верниците се сеќаваат на своите починати блиски и им одаваат почит. Уште од раните утрински часови гробиштата се исполнети со луѓе кои палат свеќи, се молат и оставаат храна во спомен на оние што повеќе не се меѓу нив. Штипјани вела дека најчесто носат пченица, леп, тутри, вино, ракија, сокови и сладки, како и сезонско овошје, цреши, јагоди и јаболки. Дел од нив подготвуваат и домашни јадења, следејќи ги обичаите што ги наследиле од своите родители и предци. Задушна пшеница, цреши, тутри, сукано, имаш благо, тоа се носи се, ракичка, сокове. Да ти кажам право, кога беше на моите години, тоа беше поубаво. А сега понечини. Епа пченица керка, за ако има поп, нели, тресагија да прочита, па бардаче со срешнички, јабучки, јагутки, што ќе најдеме у пазарот тоа, и од дома ако си направиме, да си замесеме нешто да однесеме, тие работи керка, лукумче, јас носам и чоколадца, и бомбони, и соленки, и смоки, и секако. Мислам дека прошлата година многу народ имаше. Епа види керка, тоа е едно поштовање, една чест. Останало од старите и ние си го поштуваме тоа. Значи убаво е, они утре чекат, водичка им се истура, од орах лисија за сенка. Така останало, така правиме. Мислам, на мене ми е мило. Јас си ги практикувам сите тие, нели што се од баба ми, од мајка ми, сите тие работи си ги практикувам, така и децата си ги учам да знаат. Па сега, колку ќе запамтат, тоа е нивно. А на мене ми е мило. Јас сум задоволна. Кој идам, мило ми е, викам, ете, како да сум се оддужила на родители, на баби, на дедовци. Анкетираните граѓани нагласуваат дека најважна е почита кон починатите. Кај многуми на овој ден буди силни емоции и спомени за блиските и пријателите кои повеќе не се меѓу нив. Вчера беа, фамилијата беше вчера, јас не можем да одам. И они беа, и татко ми почина, мајка ми почина, и они беа на духови, како се вика тоа, дух. И така. Што ќе однесеме? Купиме тутри, лукум. И што знам што друго таму зима, ја бомбони нешто, лево, десно. И таму, околу гробот, тие пријатели таму што нас. Да ти кажам право, 16 другари бебе, още 6 души остадаме. Сите изумреа. Ченка, вино и лепче. Анкетираните беа децидни дека токму преку ваквите обичаи се чуваат семејните вредности, спомени и врската меѓу генерациите.